Добре дојдовте во темата на неделата на Радио Слободна Европа. Овој пат посветена на прогнозите на Меѓународниот монетарен фонд за глобалната економија, но и за економскиот раст во Македонија. Меѓународниот монетарен фонд ја зголеми прогнозата за глобалниот раст. Тоа се должи на зголеменото производство и поголемата трговија во Европа, Јапонија и Кина. Но фондот предупреди и дека протекционистичките политики му се закануваат на економското заздравување во светски рамки. Меѓународниот монетарен фонд за време на заедничките средби со Светска банка во Вашингтон соопшти дека глобалната економија ќе порасне за 3,5% во 2017 година, што е за малку повеќе од предходната прогноза во јануари која изнесуваше 3,4%. Фондот наведува дека хронично слабо развиените економии очекуваат да имаат корист од цикличното опоравување на производството и трговијата во светот, што почна во минатото лето. Директорката на фондот, Кристин Лагард, во Брисел изјави: After 6 years of disappointing growth, the world economy is gaining momentum as a cyclical recovery holds out the promise of more jobs, higher incomes and greater prosperity going forward. Тоа во Вашингтон го изјави и Морис Обствелт, економски советник и директор за истражување во Меѓународниот монетарен фонд. Momentum in the global economy has been building since the middle of last year, allowing us to reaffirm our earlier forecasts of higher global growth this year and next. И додека фондот предвидува дека Кина и Јапонија ќе бележат раст, прогнозата за Соединетите држави е оставена иста. Американскиот раст ќе биде 2,3%, иако и тоа значи раст од минатогодишните 1,16%. Тоа главно се должи на очекувањата дека председателот Доналд Трамп ќе ги намали даноците и ќе ги зголеми владините трошоци. Во прогнозата посебно не се спомнува трговската агенда на администрацијата на Трамп, Америка најпрвин, која има за цел намалување на американскиот трговски дефицит и на увозот. Меѓународниот монетарен фонд предупредува на слични потези од Кина. Економскиот раст на оваа земја е под сенка на растечки пропусти на среден рок, поврзани со политиката на олеснување и инвестициите кои се финансираат преку кредити. Тоа може да потикне остро затекнување на финансиските услови, што потоа би се прелеале и во многу други земји. Ова го потврди и председателот на Светската банка, Джим Јонг Ким, кој рече: We're encouraged to see stronger economic prospects after years of disappointing global growth. There are still many downside risks, however, and countries that have the fiscal space need to continue with structural reforms. Во секој случај, во прогнозата преовладува оптимизам, како во ниту една претходна од финансиската криза во 2008 година. Прогнозата на Меѓународниот монетарен фонд за растот на економијата во Македонија, според економистите, не ќе може да се оствари доколку продолжи политичката криза во земјата. Ваквата ситуација во која не може да се смета и на странски кредити, според нив, ќе остави финансиски пустош во Македонија. Ставката на економски раст од 3,2% е невозможно да се достигне доколку политичката криза продолжи. Категорични се економските аналитичари откако Меѓународниот монетарен фонд ја намали проекцијата за економски раст на земјата од 3,5 на 3,2%. Поранешниот министер за финансии Джевдет Харедини вели дека Македонија се наоѓа во драматична состојба, изразувајќи загриженост дека во државата, како што вели, има влада која е во крајно недефинирана состојба и луѓе кои управуваат со јавните финансии за кои е неизвестно која им е целта во иднина. Опасно е, според мене, дека доколку се тие убедени, а мислам дека нема да бидат долго време на власт, да се ќе остават пустош во финансиите. Ниту економскиот раст да се оствари тој што е планиран од Меѓународниот монетарен фонд, нити од нас. Повеќето економски параметри за движењата на почетокот од годината потврдуваат дека остварувањето на предвидениот раст е нереално. Според податоците за извршувањето на буџетот во првите 2 месеци со кои располагаат упатените, таму нема никаков раст и приходите во споредба со лани истиот период се наоѓаат на исто ниво. Од друга страна, расходите се димензионирани многу поголеми за оваа година, вели Харедини, укажувајќи дека сега буџетските корисници ги црпат тие средства, а приходи нема.
Харидини наведува дека владата во оваа состојба без парламент не може да смета на странско задолжување за покривање на дефицитот и оти може скоро во наредните месеци да дојде до голема буџетска дупка. Тоа ќе донесе недоместливи последици врз економијата, вели поранешниот министер за финансии. Ќе останат не само несплатени субвенции за земјоделците, туку други витални позиции од буџетот не ќе може да ги сервисираат. Ќе видиме сега овој месец, овие денови, како ќе се однесуваат домашните банки, доколку Министерството за финансии се јави со продажба на државни обврзници и благајнички записи. Според него тоа ќе биде еден од сигналите дали домашните банки ќе бидат предпазливи во купувањето на харти од вредност. Во извештајот на ММФ се наведува дека на земјата приоритет треба да и бидат спроведувањето на структурните реформи, поддржувањето на поборувачката, зголемувањето на продуктивноста и надградбата на јавната структура. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, кое беше посветено на предвидувањата на Меѓународниот монетарен фонд за движењата на светската економија, како и на економскиот раст во Македонија. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи. До гледање.